Праведна и функционална држава, конкурентна економија, можности што ги задржуваат младите дома, стабилна демографија, ефикасно и реформирано судство, решителна борба против криминалот и корупцијата, безбедна држава, членство во ЕУ со заштитени национални интереси, активна и влијателна дипломатија. Стратегијата на ВМРО-ДПМН, која според нив ќе го трасира патот во годините што следат, е амбициозна и бара силна посветеност да се спроведе на дело. Експертите кои ја поздравуваат ваквата визија за Македонија сметаат дека владачката партија во некои области веќе покажала кредибилитет дека може да спроведе реформи, но голем предизвик ќе бидат судството и демографијата. А како партија таа до сега покажала дека има кредибилитет да спроведува и реформи и особено, например, некои од програмите кои што сега тука се содржани во стратегијата, конкретно, например, за економската конкурентност, една од големите теми што се очекува од нив е да испорачаат на прашањето на реформирањето на судството и на спроведувањето на правдата, која што сите како граѓани очекуваме. И да речеме, друга клучна тема која што е наведена во стратегијата секако е демографската тема. Членството во Европската Унија како стратешка определба на државава ќе биде еден од приоритетите на ВМРО-ДПМН како владеачка структура и понатаму, но јасно е дека идентитетот мора да биде заштитен, а евроинтеграциите да бидат засновани на заслуги. Според Чилиманов, предизвиците на дипломатијата се големи, но може да се надминат со уверлив пристап на меѓународната сцена. Тоа повторно зависи од внатрешната политичка ситуација во Бугарија и во Европската Унија, која што секако има огромни проблеми со кои што се справува, како и на исток, така сега и на запад. Но јасно е дека ВМРО-ДПМН има огромна поддршка за оваа политика во јавноста, додека да речеме СДСМ спротивната насока, спротивниот пат кој што СДСМ се обиде да го води 7 години, видовме дека доведе до целосен дебакл. Сепак, потребно е многу работа да станеме држава која уверливо ги застапува интересите дома и во светот, градејќи партнерства и меѓународен углед, за да изградиме праведна и функционална држава, конкурентна економија, да ги задржиме младите дома, да обезбедиме силна демографија, ефикасно судство, безбедност и европска иднина. Потребни се многу работа, упорни реформи и докажани резултати на дело.